10 најубави градови во Европа. Патниците или туристите имаат голем избор во Европа, без разлика дали се работи за бројни знаменитости, ноќен живот или фантастична регионална кујна. Секој што патува во Европа може да доживее многу. Источноевропските метрополи како Дубровник стануваат се попопуларни. На 10-то место е Бриш. Белгија има многу да понуди. Меѓу другото, Бриш е еден од најубавите градови во Европа. Некогашната културна престолнина и вистински туристички магнет. Секој што мисли дека Бриш е познат само од комичната драма Го видов Бриш и умрев, грешат. Со уникатен стар град, разновидна култура, уметничка сцена и фламандско спокојство. Бриш од секогаш ги магепсува луѓето. Бриш во средниот век, во 2000 година, градот кој има само 118.000 жители беше прогласен за град на светско наследство од ЮНЕСКО. Ако се прошетате низ градот и неговото средновековно јадро, брзо ќе видите зошто е тоа така. Овде се наредени величенствени патрициски куќи, скромни стамбени згради и средновековни згради. Бројните зелени површини, фивулестите улички и улиците со калдрам му даваат на Бриш непогрешлив вкус. Бриш по вода. На градското патување до Бриш не треба да се пропушти патувањето по каналите, така наречениот Рејен. На крајот на краиштата во 14 век Бриш се сметаше за еден од најголемите трговски центри во Европа, благодарение на многуте водни патишта. Многу од глетките може да се посхитуваат од водата. Задолжително посетете го плоштадот, замок, кампанаријата и пазарните сали. Уникатниот шарм што го зрачи овој прекрасен град може да го доживеете и во црквата на Пресвета Богородица и во пиварницата Де Халф Ман. На 9-то место Лисабон. Португалскиот главен град Лисабон не може да биде изоставен од нашите 10 најубави градови во Европа. Како главен град на Португалија, Лисабон функционира и како главно пристаниште. Градот се наоѓа на заливот, на вливот на Тео, во крајниот југозапад на Европа. Лисабон има долга и богата традиција како поморски град. За тоа сведочат многобројните споменици, шеталиштата, кафулињата и гледиштата. Културното срце на Лисабон. Срцето на Лисабон е несомнено плоштадот Прака до Комерсио, сместено директно на реката Тео. Овде можете прекрасно да се опуштите. Други знаменитости се светското наследство на ЮНЕСКО, Торе де Белем и манастирот Мостеиро дос Иеронимос со почивалиштето на познатиот морепловец Васко де Гама. Под 8. Рим, вечниот град Рим. И Рим исто така заработи место во нашите 10 најубави градови во Европа. Во главниот град на Италија се чувствувате како да сте во изложбени сали на огромен музеј, но отворено. Всушност, Рим се смета за реалистично композитно уметничко дело составено од плоштади, пазари и прекрасни историски места. Фонтаната Треви, Колосеумот и Пантеонот се веројатно најпознатите и најпопуларните знаменитости во Рим. Гужвата и вревата во вечниот град може да се забележи во едно од бројните кафулиња на кампот Де Фиори или во Вија Венето. Под 7. Лондон. Кога станува збор за 10 најубави градови во Европа, не треба да изостане една метропола – Лондон. Повеќе слојниот главен град на Обединетото кралство е една од најпопуларните туристички дестинации во Европа. Не е ни чудо. Лондон ги комбинира културата, модата и историјата како ниеден друг град. Мешавина на историско-модерна архитектура.
Архитектонски има и многу што да се направи на патувањето во Лондон. Најсовремените згради како што се Д. Шарт на едната страна, а Арт Деко и Брик експресионист од другата страна. Сето ова го прави Лондон еден од 10 најубави градови во Европа. Лондон како нација. Искусите ги многуте гледки како што се Вестминистерската опатија, Бакингемската палата или панорамското тркало Лондон Ај. Во 32 квартови има на што да му се восхитуваме. Наречи си секој агол, не е ни чудо што премиерот Бенџамин Дизраели рекол уште во 19 век Лондон е нација, а не град. Под 6. Виена. Виена се смета за град со висок квалитет на живот и е на 6-то место во нашите 10 најубави градови во Европа, но и главен град на Австрија. Има што да понуди за туристите. Палатата Шенбрун, пронешната летна резиденција на царицата Сиси. Несомнено е една од главните атракции. Барокниот комплекс на палатата ги пречекува своите посетители со волшебен паркски пејзаж, палма куќа, Глориет и најстарата постојачка зоолошка градина во светот. Кулинарски задоволства во Виена. Виена е исто така единствениот град во светот кој го додаде своето име на независен стил на јадење. Виенска кујна, разновидна имагинативна кујна, е составена од влијанија од најразновидни земји, а виенската кафе куќа е позната и надвор од границите на градот благодарение на низината традиција и низините варијации на кафе. Од 2011 година дури е дел од нематеријалното културно наследство на УНЕСКО. Под 5. Прага. Место 5 од нашите 10 најубави градови во Европа. Оди во Прага. Златниот град е несомнено една од најпопуларните дестинации во европските градски метрополи за туризам. Секоја година во главниот град на Чешка привлекуваат милиони посетители. Мекиот ридски пејзаж на Волтава нуди особено атрактивен амбиент. Пред се, готката и барокот го карактеризираат градскиот пејзаж, но арт нову може да се најде и во Прага. Во Прага со автобус, брод или пеш. Прага има и многу интересни места и прекрасни гледки што може да ги понуди. На сите им останува да го истражуваат градот со автобус, брод или пеш. Карловиот мост, еден од најстарите камени мостови во Европа, е посебен белег. Плоштадот Вацлав, стариот градски плоштад и Прашкото метро исто така не треба да се игнорираат при разгледување на знаменитостите. 4. Париз, метрополата Париз. Париз е најпосетуваниот град во светот. Повеќе од 30 милиони туристи секоја година доаѓаат во француската престолнина. Како град на љубовта, Париз е особено популарен меѓу меден месец на младенците. Покрај тоа, четвртото место во нашите топ 10 најубави градови во Европа ужива највисока репутација во светот како модна метропола. Ајфеловата кула во Париз, Лувар и Бистро. Париз е особено познат по Ајфеловата кула. Од неговото завршување во 1889 година тој е обележје и туристички магнет, но градот на Сена има многу повеќе да понуди. Париз ги комбинира забавата и живоста на импресивен начин. Донесете доволно време за да го откриете шармот на многуте мали улични кафулиња. Исто така не треба да пропустите изложба во Лувар. Други возбудливи гледки вклучуваат Нотр-Дам, Марше Аук, Пучес де Монтреуил и Мулен Руш. Под 3. Дубровник. Дубровник во Хрватска. Дубровник е вистинска дестинација за одмор
за сите кои сакаат да ги спојат сонцето, морето и културата. Светското наследство на УНЕСКО ги комбинира најубавите страни на Хрватска на мал простор, сместен директно на Средоземното море. Дубровник е дом на манастири, цркви и палати, колку што може да се види. Токму оваа различност го прави Дубровник толку популарен. Без кола низ Дубровник, пред се градскиот зид и утврдувањата на Дубровник се врвни моменти на обиколка на хрватскиот јужен брег. Стариот град без автомобил е особено шармантен. Сето ова го прави Дубровник број 3 во нашите 10 најубави градови во Европа. На второ место, Венеција. Класичната Венеција го зазема второто место во нашите 10 најубави градови во Европа. Венеција е уникатен град кој секој треба да го посети барем еднаш. Сите кривулести улици и улички, романтичните мостови, како и плоштадите и дворовите му даваат на градот лагуна и неговиот посебен шмек. За целосно да ја цениме убавината на Венеција, најдобро е да истражиме ноќе или во раните утрински часови. Гледањето на напуштен плоштад Свети Марко е едноставно незаборавно искуство. Тогаш најдоцна сите ќе подлегнат на шармот на Венеција. Венеција е популарна дестинација за патување во текот на целата година. Градот е особено преполн во лето. И под еден Амстердам. Се проценува дека овде редовно возат околу 900.000 велосипедисти. Тоа значи дека 58 од 100 од жителите на Амстердам секојдневно возат низ главниот град на Холандија. Ќе поминете покрај 8863 куќи, од кои некои датираат од 16 век, музеи во Амстердам. Но Амстердам е и космополитски град со силен културен карактер. Овде се наоѓаат 75 музеи, од кои многу уживаат глобално признание, како например музеот Рајкс, музеот Ван Гог и музеот Стеделик се познати подалеку од границите на Амстердам.